Побиседоhet me investitor serioz për qendrën turistike Kodra e Diellit, që ajo të bëhet ndër më të mëdhat në Europë, konfirmon kryeministri Hristijan Mickovski. Мислам дека сме на добар пат, да не речам сигурен сум. Станува збор за многу сериозни инвеститори. Работите, знаете, не секогаш се случуваат така брзо како што ние сакаме, но оптимиста сум дека ќе успееме во крајната цел да, како што кажав, Попова шапка биде, ајде да пошироко ја фатиме работата, најубавиот туристички центар во овој дел на Европа. Ние начални согласности имаме, но сега деталите се дефинираат, сепак станува збор за огромни инвестиции, треба да се опфати еден поширок концепт. Попова шапка сепак според можностите кои што ги нуди, ако се спореда дури со врвните, да речеме, алпски зимски туристички центри, како што еден Кицбил, има за 10 километри повеќе можности за изградба на патеки за скијање. Kryeministri paralajmëroi ndërtimin edhe të një teleferiku të ri nga Tetova, gjë që do ta bënte qendrën turistike të punojë 365 ditë dhe jo vetëm në sezonin e dimrit. Од интернационален аеродром за 45 минути малтене вие сте со ски кондори на стазите, се зборува и за жичарата. Нормално не по оваа траса по која што беше старата жичара, ако мислите на жичара од Тетово, се бира една нова локација, но за тоа ајде да не зборувам сега, ќе зборуваме подоцна. Televizioni 21 ka mësuar se investitori për cilin po flet kryeministri Mickovski, e të cilin më parë ka përmendur edhe kryetari i Tetovës Bilal Kasami, është nga Katari dhe jo kompania italiane Alpin që e promovonte qeveria e kaluar.